Да? За една минута. За една минута. Како што кажав и претходно, целта на овој час е социализација на децата. Децата се отрна некако од пред компјутерите. Ова е 6-ти час. На денешниот час ќе се презентираат вредностите кои беа во 90-тите. Ќе кажуваме која музика се слушала во 90-тите, кои филмови се гледали, какви игри се играле во малските 90-ти. До сега одржавме 5 часа. Имавме час по историја, имавме час по читање литература. Преходниот час се маскиравме, пошто беше маскенбал Хелоуин. Лесно можете да забележите дека децата се забавуваат. Тие и без мене се тука на ова игралиште. Јарно, ама вака му е многу поинтересно и благодарно за сите што помогнаа да се одржи овој настан. Околу Попај. Попај јадел многу панајк и да го имал мушко. Но Интересно. Ајде да видиме сега кои цртани други ги гледавме ние кои сме мали. Црвенка па едно мало девојче кој оди кај бабај и низ шумата и има еден луд кој сака да ја изеди на црвенка. Не, на баба. Црвенка. Не, на црвенка. Црвенка па не била крива, туку баба е била таа крива. Баба му сакала да ја изеди. Да, за Црвенка па била пример, ево, момиче колку тебе, ама баба е била 80-90 кила, голема со сланини. Разбира се, ја болков неке, ај момиче мало до 30 кила, кај некоја баба. И сега тој сакал, значи баба и да иде, да? Се слагаш ми ја? Момент. Не, туку пепелашка и паднала штиклата и ја скршила. И ја скршила, Арно, ама трчала таа до 12 до сиој, зашо ова мајка и со сукало до дома ја чекала, не? Макеја. Чим макејата не со сукало, со боздоган ја чекала. Со од крали Марко му го зела боздогано 200 кила, ела, рекла, Керко. Со двоцевка чекала. Левко, ти си многу хардкор. Интернет нема, конекција се губи. По цел ден дома ке се полуди. Among Us, Fortnite, Counter, Dota. Љубов. Љубов е целата природа на овој свет. Љубовта е нежна како цвет. Љубов е мама, тато, бато. Љубов е во 100 часот. Браво, еден аплауз голем. Љубов е во 100 часот. Ова сага да ослушаме. Ова сега ќе ви дај доста енергија за да направиме 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40 час. За нас, за сите нас, ние сме многу добри, Ние и пркосиме на моменталната ситуација каде што сите луѓе се стресни, сите луѓе шират негатива, сите луѓе шират стравови, а ние овдека шириме другарство и позитива. така бе.